Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Стартуваше изградбата на автопатот Скопје-Блаце во должина од 10 километри кој ќе се гради во следните 4 години. Проектот вреден на 200 милиони евра треба да ја поврзе државата со Косово. На поставување на камен темелникот денеска присуствуваа премиерот Мицковски, премиерот на Косово Курти и голем број функционери од двете држави. Деталите ги дознаваме од колешката Габриела Лескова. Габриела, настанот заврши пред малку, кои се пораките? Добар ден, Деспина. Се јавуваме токму од локацијата каде што официјално започнаа градежните активности на автопатот Скопје-Блаце. Станува збор за еден навистина важен инфраструктурен проект, бидејќи го поврзува Скопје со Блаце, а потоа и кон Косово. Зошто велам дека е важен, бидејќи Косово е важен трговски партнер за Македонија. Станува збор за делница долга 10,5 километри и според објавите на надлежните треба да биде готова за 4 години. Изведувач токму нови проект ќе биде фирмата Гранит, а директорот на јавното предпријатие Државни патишта го потпише овој договор на 20 август. Од другите интересни информации за граѓаните да се напомене, и кој што верувам дека ги знам, е дека проектот не е нов. Изградбата на првите 1,5 километри започна уште пред неколку години, додека денес се означува почетокот на останатите 10,5 километри. Како што напомена и ти во самата најава, денес овде беа присутни премиерот Христијан Мицковски, Албин Курти, како и други важни функционери. Во продолжение да ги слушнеме нивните пораки. После нешто повеќе од 20 години, овој проект станува реалност. Реалност на владата, предводена од ВМРО ДПМН, Вреди Влен и политичката партија Знам. Ветување кое што беше дадено на почетокот на оваа влада, беше дел од клучните приоритети на работата на оваа влада и очекувам многу скоро од денеска да видиме значителен прогрес на работите на терен и во рекордно време се разбира овој проект да биде реализиран. Исто така во рамките на оваа прва порака би сакал да го изразам своето задоволство што македонска компанија ќе ги изведува градежните работи на овој проект. Тоа значи дека ќе имаме дополнително додадена вредност во македонската економија, повеќе работни места за македонските граѓани, нешто кое што представува исто така еден од врвните приоритети на оваа влада. Втората работа која што и порака која што исто така сакам денеска да ја испратаме, дека денеска тука нема да застанеме. Многу скоро од денеска продолжуваме со уште една делница, се разбира автопатска, која што е дел од коридорот 8, а тоа е, се надевам, многу скоро од денеска ќе можеме да присуствуваме на еден ваков настан, кој што ќе ги поврзе местото Букојчани со автопатот кој што очекуваме на почетокот од следната година да го пуштиме, а тоа е Кичево-Охрид, односно од Букојчани до Кичево. Автопатот Скопје-Блаце со 5 тунели, 8 мостови, 4 галерии, ќе го зајакне многу повеќе инфраструктурната врска меѓу Република Косово и Република Северна Македонија. Но важноста е повеќе од инфраструктурата, освен што ќе се скрати дистанцата, ќе се олесни протокот и ќе се создадат нови можности за соработка за граѓаните и економиите на нашите две земји. Ние сме две држави кои имаат висок проток на граѓани од двете страни на границата. Семејствата, студентите, работниците, професионалците и нашиот бизнис се движат секој ден помеѓу Косово и Северна Македонија. Само преку граничниот премин Елесхан поминуваат околу 54.000 камиони годишно или околу 150 камиони дневно. Затоа, секој нов километар пат кој не приближува инвестиција во животот на нашите граѓани и економскиот развој на двете земји. Кога оваа влада беше формирана во 2024 година, јасната политика и визија на премиерот Мицковски беше дека Македонија треба да стане раскрсница на Балканот, да искористиме нашата уникатна положба, каде што два паневропски коридори, коридорот 8, исток-запад и коридорот 10, север-југ се пресекуваат, а на нив се надоградуваат и коридорот 11 и коридорот 6, кој што води од тука и на тој начин да можеме државата да ја направиме срце на Балканот. Денеска почнуваме таков проект кој што оди во таа насока и само со една таква јасна политика и јасна визија ова може да се
случаи, затоа што секоја влада има различни приоритети. Приоритетот на оваа влада е напредок, соработка, економски развој. Да, тоа беа дел од пораките на денешните говорници кои што уште еднаш го потврдија фактот дека Косово е важен трговски партнер на Македонија. Од останатите информации познато е дека проектот ќе чини околу 220 милиони евра, од кои што 20 до 25 милиони евра ги обезбедува владата од буџетот, 167 милиони евра се кредит од ЕБОР, исто така со 3,8 милиони евра учествува и Европската унија преку инвестицијската рамка за Западен Балкан. Деспина ние остануваме на терен да ги проследиме и останатите активности кои што се случуваат овде, како што може да забележат гледачите. Позади мене веќе се и подготвени градежните работници, како и целата опрема се е подготвено да стартува практично изведбата на овој автопат Скопје-Блаце. Повеќе информации во вестите во 16. Габриела, јас ти благодарам за овие информации во вестите, секако многу повеќе пренесуваме во следното информативно издание. Македонија останува посветена на спроведување на обврските од реформската агенда во поставените рокови до 2028 година. Министерот за европски прашања Сали вели дека најавата на еврокомесарката Кос за зајакнати механизми за проширување на Унијата во октомври е позитивен сигнал. Иако Македонија добива пораки дека ја следи динамиката на спроведување, вели потребни се интензивни чекори за реализација на обврските. Ние во моментов работиме на проширување на реформската агенда, што значи дека имаме позитивна порака од Европската комисија дека Северна Македонија го следи патот и динамиката на договореното кое што е во низиниот пат кон европска интеграција. Со пораките дипломатите ни укажуваат дека мора да работиме понапредно и понапорно за исполнување на тие чекори. Секако нашите институции се навремено информирани и иницирани да проширувањето на реформската агенда биде во склоп на сите можности нашите институции да се адаптираат на потребите од кои што се дадени од страна и пораките кои што ги даваат дипломатите и институциите од Европската комисија. Позитивно го гледам тоа. Значи, комуникацијата со Европска комисија ни е на одлично ниво и се трудиме ние како институции да одговориме навремено. Критериумите за членство се уште не се дефинирани. Значи се зборува за еден период кој што би требало да се издефинира после 28 година и ние следиме напорно во постојана комуникација каков ќе биде текот. Се уште ниту еден официјален да кажам документ или па разговор нема во аспект на новите критериуми како би било новата фаза. Ние се уште работиме во агендата која што треба да ја завршиме 28 година. Така да ова е период на праќање на пораки и спремање на сите држави кои што имаат аспирации за Европска унија да се интегрираат, дека мора да бидат спремни за тој процес. По поскапувањето на горивата СДСМ бара итни мерки од државата. Намалување на ДДВ-то од 18 на 5% и на акцизите за 50%. Според опозицијата, повисоките цени на горивата се нов удар за стандардот на граѓаните кои живеат се потешко, а се соочуваат и со нов бран поскапување на храната. Почитувани медиуми, почитувани граѓани. Цените на горивата се до плафон. Од вчера дизелот е над 100 денари за литар. Ова е нов удар врз стандардот на граѓаните кои чекаат мерки, но владата на Мицкоски не превзема ништо. Нема намалување на ДДВ, нема намалување на акцизата, нема мерки за заштита на стандардот на граѓаните. Дури Мицкоски кажа дека нема намера да го намали ДДВ-то за горивата. Граѓаните во Македонија со најниски плати сега ќе плаќаат литар дизел над 100 денари. Само за 6 месеци цената на дизелот порасна за 43%. Резервоар од 50 литри сега ги чини граѓаните над 1500 денари, повеќе од пред 6 месеци. Но ударот не завршува на бензинските пумпи. Поскапо гориво значи поскап транспорт, поскапо производство, поголеми трошоци за земјоделците и нов раст на цените на храната. Половина од семејниот буџет на македонските граѓани веќе оди за храна и пијалаци. Потрошувачката кошничка е речиси 70.000 денари.
а платите стагнираат. Три пожари се активни на отворен простор, а 4 се ставени под контрола, информира од Центарот за управување со кризи. Се уште гори во општините Студеничани и Зелениково, општина Гостивар и Македонски Брод и општина Чашка. На депонијата Мелци во Кавадарци продолжува интензивната интервенција до целосно изгаснување на пожарот. Според градоначалникот Митко Јанчев, постојат сериозни индиции дека пожарот е подметнат, што тој го оцени како директен напад врз градот, граѓаните и животната средина, барајќи надлежните институции итно да ги пронајдат одговорните. Истовремено, по повеќе од 13 часа борба со огнената стихија целосно изгаснат големиот пожар што избувна кај селата Долно и Горно Чичево во општина Градско. Оденеска почнува одбележувањето на 116 годишнината од раѓањето на мајка Тереза. Со положување на свежо цвеќе пред спомен плочата на Скупскиот плоштад, каде се наоѓаат темелите на нејзиниот некогашен дом, започнаа активностите во нејзина чест, каде се поклонија бројни делегации на државните институции. На одбележување на 116 годишнината од раѓањето на мајка Тереза Гонџе Бојаджио, која што ја даде пораката на хуманоста на целиот универзум и на човештвото, и наша чест е дека она е скопјанка и албанка, па со тоа не прави и горди и не обврзува нејзината порака да ја спроведуваме и во политиката и во секојдневниот живот. И во Прилеп годинава има за 30% помалку првачиња од минатата година. Сепак градоначалникот уверува дека ниту едно подрачно училиште нема да биде затворено и ниту еден наставник нема да остане без работа. Општината за прв пат годинава воведува и еднократна парична помош од 3000 денари за секој првач. Ниту едно подрачно училиште нема да биде затворено и ниту еден наставник во општина Прилеп нема да остане без работа со процесот на оптимизација. Од општина Прилеп вела дека со овој чекор успеале пред се да ги спасат населените места од изумирање, затоа што младите се клучниот фактор за развој на една средина. Во секое населено место каде што функционира училиште има поразличен начин на функционирање, односно се задржува животот во населеното место. Нашата основна цел е да ги задржиме младите родители, младите луѓе да живеат во населените места, а со тоа да ги поттикнеме да функционираат и да работат, да заработуваат од земјоделието, а низ призма на тоа преку земјоделските производи да се подобрува економскиот капацитет на нашиот град и да се зголемува бруто домашниот производ. Можам со гордост да кажам дека во Прилеп нити еден наставник нема да остане без работа. На територијата на општина Прилеп има 10 централни и 15 подрачни училишта. Во моментов има 5600 ученици кои што ќе посетуваат настава од прво до 9 одделение, а досега се запишале 510 првачиња или за околу 30 првачиња помалку од лани. Но не заборавајте дека во одредени училишта процесот на запишување трае дури до ноември, така да постои можност да ја надминеме таа бројка, со оглед на тоа што имаме околу 700 ученици на список кои што би требало да бидат запишани во прво одделение. Годинава за прв пат во општина Прилеп се воведува и еднократната парична помош од 3000 денари за секое прваче. Родителите на сите првачиња кои што ќе тргнат во основните училишта во општина Прилеп, дека согласно програмата која што ја ветивме, ќе биде објавен после 1 септември јавен повик за доделување на еднократна помош на сите првачиња во висина од 3000 денари. Ќе бидат објавени кои се потребните документи, ќе треба родителите да поднесат една пријава до приемното одделение на општина Прилеп. Како помош за семејствата на учениците, ќе им биде и училишната кошничка со која што школскиот прибор се намалува за 15%. За Сител Дарко Штарговски. Со нов проект ќе се доврши изградбата на затворениот базен во Охрид кој почна да се гради пред 11 години. Градоначалникот очекува базенот да биде отворен во рок од една година. Затворениот пливачки базен во Охрид кој со години тапка во место ќе продолжи да се гради.
Градоначалникот Пецаков најави дека со новиот проект ќе следи тендерска постапка за довршување на изградбата и во рок од 1 година се очекува да биде готов. Чим го одобриме, следува и тендерската постапка за довршување на оние работи кои што не се завршени во затворениот пливачки базен и очекувам во рок од 1 година да биде завршен. Кога ќе биде самата постапка започната, мислам на тендерската изборот на фирма која што ќе го работи базенот, она што треба да се доврши, посебно машинството или начинот на кој што тој ќе се грее, лади и така натаму, ќе имаме заедничка пресконференција со министерот за спорт и сите детали ќе ги објавиме. Така да светлото на крајот на тунелот се гледа и на оваа работа која што децении заедно со уште неколку инфраструктурни капитални во Охрид некако затаи. Охрид како главна туристичка дестинација наместо олимписки ќе добие затворен 25-метарски базен. Пливачкиот комплекс треба да опфаќа 2 базени, од кои еден помал за деца и за обука на непливачи и еден поголем базен со ватерполо димензии. Покрај базените, комплексот ќе располага и со трибини со капацитет од 500 седишта и помошни простории. Неправда тоа што се случи за Охрид да добијаме 25-метарски базен или базен кој што не е со олимписки димензии како што рековте, меѓутоа е сепак повеќе од доволно или повеќе од ништо, затоа што досега сме немале ништо, веќе е започнат, изграден. Ми се чини дека се разгледуваше и таа варијанта, ама тоа затоа потоа. Јас викам да го завршиме одобрението за реконструкција, за може да продолжи со работа, да се објави тендерската постапка и би можеле да поразговараме, вклучително и министерот ќе биде на истата пресконференција, да поразговараме за други детали. Базенот во Охрид започна да се гради во далечната 2015 година, но за жал се уште не е изграден. Првичниот договор предвидуваше овој спортски објект да биде завршен најдоцна до април 2018. Потоа како следни крајни рокови беа зададени 2020, односно 2021 година. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Пред крајот ги гледаме